Улиците во источниот регион се удавени во мрак. Реагираат граѓани од повеќе општини. Тие во мракот се чувствуваат небезбедни, а на крајот од месецот измамени, бидејќи за улично плаќаат, а улично немаат. Значи цела недела немаме улично осветление. Пријуваме, ќе пратиме екипа и нема. Цела недела веќе, значи улично плаќаме, а улично осветление немаме. Така. И сега, така понапред се случи еден дефект, мораме да се јавиме па да дојдат да направат. Дали дојдоа веднаш? Дали дојдоа веднаш или? И по после 3 дена доаѓаат. Добро. И тоа што треба цели така ние ќе јавуваме. Кога се пријави треба да знаат дека треба да дојдат. Граѓани на Пехчево десетини улици се соочуваат со истиот проблем и бараат решение. Што за ова, градоначалникот Александар Китански вели. Да ви кажам дека ова веќе некој малце подолг период е тоа на дел од некои улици не се осветлени, ама јас замолив за трпение и во скоро време целиот проблем ќе биде решен не само во Пехчево, туку и во селските средини кај што имаме прегорени улични светилки, ќе бидат заменети со нови и проблемот во нескоро време ќе биде решен. Најголем проблем со уличното се чини дека има во Македонска каменица. Оттаму жители се жалат подолг период, а во меѓувреме велат дека со градоначалникот на оваа тема никако не може да се разговара. Има 800 пријави ставени до градоначалникот и не реагира. Тие Косевица, Костидол, таму сите населени места што нема улично осветлување, а плаќаат сите. Уличното осветлување во оваа општина беше проблем кој советничките групи на Советот ги доведе до работ на инцидент, но очигледно истиот не е решен. Зошто? Одлуката на Уставниот суд по поднесената иницијатива од општина Македонска Каменица за ослободување од плаќање на уличното осветлување на незадоволните жители е решението на проблемот, објасни градоначалникот на Македонска Каменица Димчо Атанасов. Димчо Атанасов. Проблеми со уличното има и во останатите општини, што укажува дека таму се уште не се решени основните комунални работи.